еве да ми ја кажеш приказна да кажеме изворно онака како што се случило или како што ти ја разбираш да кажеш. Само кажи ми колку назад дода. Не, зашто те прашам? Може тоа да доди у детали и може да ти ја раскажам. Вака оди приказна. Значи Авраам и Лот. Лот му е внук на Авраам. Авраам како прво повиканиот, нели, што ќе биде татко патријарх на израелскиот народ, значи Авраам, Исак, Јаков. Јаков има 12 синови кои стануваат 12 поглавари, глави на 12 племења Израелеви. Значи тоа е историјата понатаму. Сега го носи Авраам Лот со себе си. Доаѓаат до момент каде што му растат и на едниот и на другиот имот од семејството, послуга, значи едноставно растат до тој момент, они живееле полуномадски живот. И викаат, окей, ние сме премногу големи веќе бидеме заедно. Внучко, ти бирај на кај ќе одиш, ти ако одиш натаму, ја ќе одам навам. В смисла да нема конфликти, да не од роднини да станеме непријатели. Што таа приказна не е многу, мислам, е баш современа приказна, не звучи толку далечно. И вика, окей, Лот, вика, ги подигна своите очи и са во целата пустина и пустелија, степа или како и да изгледало во тоа време, вика ги виде градовите Содом и Гомора што биле како оаза, значи заградени, прво значи тоа безбедност, дека луѓето гравитирале, што го спомнавме пред емисија, дека гравитирале кон место кај што ги бидат безбедни од банди плјачкаши. Значи дека чекај, ако сме у шатори едно, ако сме веќе во утврдена, нели, град, тоа не биле градови како Скопје, ама значи ќе имаме безбедно. Второ, трговија. Значи во градовите помини замени некој ќе мора да запре, дали да се освежи, дали да преспие, носат роба, ти можеш да му продаеш. Значи од такви економски безбедносни причини Лот погледнува, ама тука е недостатокот на вера и вика, окей, ја ќе одам Содом и Гомора, таму ќе се настанам, во и околу ќе ги пасам стадата, овците, што и да било. А ти, Авраам, бркај си, нели, со среќата од Господа, терај си ти. И Авраам оди, Авраам го живее својот живот со своите проблеми, со своите маки. Лот веќе живее, не знаеме колку време, ама доволно време да вели дека неговата душа се измачувала затоа што живеел во таква средина. Сега, Содом и Гомора, тоа што многу луѓе, их зборувам верници, нели, првата асоциација за Содом и Гомора и за гревот на Содом и Гомора, што е? Содомија, хомосексуализам, блуд, разврат и така натаму и така натаму. Тоа нешто е имплицирано. А нештото што е кажано во Библијата, во книга на пророк Изекиел, дека Господ ги сотрел, ги разрушил Содом и Гомора за две нешта. Вика, заради твојата преголема гордост и затоа што ти ги угнетуваше сиромашните. Тоа се двата грева содомски и гоморски. Сето ова останато, блуд, разврат, тоа е само нус производ на расипаноста заради гордост и заради угнетување на послабиот, на сиромашниот и така натаму и така натаму. Што викам, ако Господ земе да суди, како што им судил на Содом и Гомора, така, не по овие надворешниве гревови, туку или зборувам по овие нус производители, плодовите на гревот, туку по овие основните, гордост и угнетување на сиромашните, на слабите. Сега, Господ секогаш остава време за покаяние. Господ не е импулсивен да, што направи, сгреши ти, оган и сулфур од небото, огин да ти изгориш. Така, значи, Бог не го прави тоа. Им остава на одредени народи, нации, кај што се тие наводно проблематичните делови, им остава децении, во некои случаи по 4 кусур века им остава време за покаяние. Во смисла да разберат, чекаве луѓе, ова што правиме не е нормално. Свеѓаш, по војни крв и тело ни, овој што го силуваме, го угнетуваме, децата што му ги зимаме, значи да сватат. И доаѓа до мера кај што... Добро, тука не оставил многу време, затоа што, да кажеме, некој действото се случува, не знам, доста брзо. Зборам според приказана во Библијата. Ја од една до друга страна во Библија, ја може да, нели, ја прочитам за 2 минути, може да има 25 години. Сега, во случајот на Авраам. Од Авраам, кога го добива ветувањето дека ќе има син, до моментот дека има син,
25 години минат. Сега мене оти ми е на следната страна, не значи дека мене колку што ми требало време да прочитам, толку и него му требало за добие син или Бог да ги казни, сеќаш. Израелците слегуваат во Египет, 400 и кусур години остануваат во Египет, сеќаш, мене ми е тоа две страни. Така, значи да го имаме тоа на ум дека и затоа ни се чини наследе колку брзо се случуваат работите, не било баш така. Не, моментот ми беше значи според нели приказната, она нели дали е точно дека Бог испратил ангели на пример кај во куќата на Лот. Да, Значи и дека тие спијат една вечер таму. Да, ама поентата е дека Лот живее веќе децении веројатно во Содом и Гомора, дека состојбите во Содом и Гомора, со тоа што ги спомнавме, не се од времето на Лот, туку се многу пред Лот и Бог во одредена смисла го испраќа Лот таму, Лот дали е свесен или не свесен за тоа кога го бира тоа место, да биде сведок против тие нешто, да биде глас на разумот, на совеста, на како сакаш кажи го. И тие и покрај тоа нешто што им го праќа условно кажано како пророк против нивното безумие, тие не го земаат здраво за готово, овој се измачува само што живее помеѓу нив и последната од последните шанси. Значи не правиме првата единствената, последната од последните шанси е молитвата или ценкањето на Авраам со Бог, со ангелот Господов, или нели тоа е Христофанија, со ангелот Господов, за последното од последните да биде бегањето на Лот. Затоа што ти гледаш, сега да речеме, си сеиме ние тука и човеков што е првиот комшија или до нас, што го знаеме као добар човек, нормален човек, праведен човек, здрав човек, го гледаш ти, си ги пакуе куфериве и трча по скаливе надоле. Така? Нема ли да се запрашиш, добро, што стана работа, да не гори нешто, сеќаш, да нема попла, сеќаш, зошто он бега, да не треба и ние да бегаме, сеќаш, до таму била работата што покрај сите знаци, се до тоа, тотална закоравеност и на срцето и на се до тоа. И тоа нели е само симптом, па ќе кажам, каде што тие сакаат овие странци кои немале странци, нели, кои дошле ангелите да ги силуваат. Тоа не, кога го кажав тоа било обичај, не викам дека тоа морало да се прави или дека било наложено дека се прави, ама не било непозната пракса. Во смисла дека не било непозната пракса да се злоставуваат луѓе во Содом и во Гомор, и жители и посетители, и втората работа, не било непозната пракса домаќинот да понуди нешто во замена за безбедноста на гостите. Во тој дел на светот, ден денешен, значи имаш и филм, само заборив како се вика, јас и ти може да сме непријатели. Ако јас дојдам кај тебе на дома на гости и ти ме примиш во твојот дом, ти ми е гарантираш мојата безбедност додека ја престојувам кај тебе. Има, значи тоа е вистинска приказна и ти спомнав, има филм снимено, амерички пилот се катапултира, нели, авионов паѓа, вакво се катапултира и паѓа во село во Авганистан, што он бомбардира таму, сеќаш. Мислам, не баш тоа село, ама во тој регион. Мештаните го примаат, искажуваат таа Авраамово гостопримство. Од тогаш у тој регион, без разлика сега на евреи, христијани и муслимани, значи тоа стои се уште како кодекс, како код непишан, вакво, дека го примаат, селово го прима непријателов, идат талибанци, Ал-Каеда, кои да биле, и викаат, дајте ни го, да го решиме. На крајот, ние непријател, војуваме со него. Целото село, по цена на своите животи, на животите на своите жени, деца, старешините од тоа село викаат, он е наш гостин. Земете ги жените, земете ги децата, ние кодексот нема да го прекршиме, се доека тој е тука, ќе биде жив. Ако он реши да избега од нас, да испадне од нашата заштита, од нашето село, тогаш вие правите му што сакате. Ама ние нема да го предадеме. Добро, разбираш? добро. Сега контекстот е тој. Во нашиот случај Лот ги дава кирките на селото. Да. Ја не викам, значи тоа Библијата не вика прави го тоа. Едноставно ти кажува Лот го направи тоа. Не тоа се уште не ја толкуваме. Значи се уште сакам само да пројдеме низ неа и после тоа ќе се вратиме, значи што уствари би можело тоа да значи, да кажеме, во радниот свет, пошто завршува многу чудно.
Приказна за мене несватлива. Значи се ова што ми го кажеш до сега ми е логично, значи гостопримство, гости, посетители, Содом, Гомор, грев, палење и така натаму. Так. Но крајот не ми е јасен на приказната кога заминуваат нели во Добро, во бегаат, Лот со ќерките и ќерките и ќерките имаат секс со таткото после тоа. Со други го силуваат таткото. Го силуваат таткото. Несвесно, значи, мислам он без да нели го опиваат, го опиваат точно, таткото, да. И го искористуваат за да зачнат и да имаат деца. Значи тука од таа символика тука веќе сум изгубен скроз. Тука нема ни символика, нема ни заповед, не е тоа ни запишано како добар пример. Зошто? Затоа што ова го имаме дебатирано со многу луѓе, посебно за Стариот Завет, вика зошто не пишало не треба така. В смисла, ќеркиве, и тоа само тоа ти прво и основно тоа ти покажува до која мера Содом и Гомор влијаеле на сопствените ќерки на Лот, како они да размислуваат. Значи тоа надвор од контекстот на Содом и Гомора за Авраам и за претходниците на Авраам, за праведниците, тоа би било незамисливо, тоа би било страшен греф. Така. И се замисли они доколку се корумпирани, доколку се расипани од околината, да им се зачне таква мисла да го направат тоа што го направиле. Е сега, ако Библијата не зборува против полигамија, не зборува против овоа што се случило, не зборува против тоа, не зборува против трето, четврто, ама Библијата, значи зборувам Стариот Завет, кај што не зборува конкретно изричито против нешто, ти ги покажува плодовите од тоа нешто. И ти вика, уклучи го мозокот и види дали овие плодови, вика, нели, едната зачна, другата зачна и стана, нивните потомци стана Моавците и Амонците, ако добро се сеќавам. Два народи кои биле исто толку развратни, исто толку вакво и биле вечни во вечна војна и непријателство со Израел. Значи Библијата не ти вика, знаеш како, за човек што ја чита Библијата и што ја знае приказната и како произлегле тие народи, значи ти е кажано без да ти е кажано. В смисла, го направија тоа и не вика и затоа не смеете да правите така. Не, го направија тоа и вика од нив произлегоа Моавците и Амонците. И понатаму читаш низ целиот Стар Завет за Моавците и Амонците, какви народи биле, како војувале, како се убивале, како плячкале, како правеле се до тоа. И ти вика, окей, да не го направеа тоа, ова немаше да биде. Ме разбираш? Значи, тоа е поуката уствари на равоучението, не ти е дадено како лекција, ние по грчкиот систем на поучување, нели, ние седиме у клупа, има наставник и држи предавање, ние климаме со глава и толку, туку на тој еврејски начин на поучување, некогаш е изричито, ама некогаш ти кажува парабола. Или кога не ти кажува парабола, кога ти дава извештај за некој настан, те остава сам да заклучиш дали тој настан бил од Бога, дали бил добар, дали бил морален, дали бил исправен.